Со 67 гласа за и 13 против сите од опозицијата, собранието ја утврди потребата од донесување на измени на законот за влада, со што се предлага укинување на пржинската, односно техничката влада. Од СДСМ бараат измените да бидат донесени со консензус, исто како и кога претходно беше усвоен, а не како што сега е предложено по скратена постапка. Координаторот на пратеничката група на СДСМ Оливер Спасовски рече дека токму по барање на Христијан Мицковски донесени се потоа измени техничката влада да функционира се до влегување на земјава во Европската унија. Мислам, нема потреба од никакво брзање во однос на носеното законско решение, да се вратиме на форматот на кој што разговараме за ова прашање за кое што практично на барање на вашиот председател тогаш е донесено законско решение кое што го имаме и со консензус со политичките партии и преку диалог внатре во собранието да го врати. Против укинувањето на пржинската влада се и од Европскиот фронт. Пратеничката Арбана Пашоли исто така бара се што е донесено со консензус и поддршка од меѓународната заедница, така и да се смени. Во однос на законот за техничка влада, сметаме дека се што е постигнато со политички договор и поддршка на меѓународен договор би требало на ист начин исто така да се постапи и кога се мисли дека и кога се бара истото да се одложува. Така да во таа насока мислам дека нема да го поддржуваме. На ова се спротивставија пратениците од власта. Qëndrimi i BDI-s është hipokrizi e pastër dhe përpjekje për të shtrembruar realitetin politik. Qeveria teknike nuk ishte ndonjë standard demokratik për të mbrojtur sot, por një zgjidhje emergjente e imponuar nga një krizë e thellë politike, krizë që erdhi si rezultat i bashkëqeverisjes së kompromituar dhe skandaleve të rënda ku BDI ishte pjesë në partneritet me regjimin e Nikola Gruevskit. Le të kujtojmë pse u krijua kjo qeveri. Për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme, në një moment kur shteti ishte i kapur nga përgjimet masive, abuzim me pushtetin dhe një krizë të thellë besimi. Координаторот на ВМРО-ДПМН Никола Мицевски праша зошто опозицијата е против ваквата измена, бидејќи, како што рече, пржинската влада е надминато решение. Се работи за законско решение кое што ќе важи не од следните избори, него и од изборите после тоа, со што ви се дава сигурност, еве, доколку мислите дека нешто не е заштитено по однос на изборниот процес, вие не дозволувате да почнеме со целата таа постапка. Да, во скратена постапка, меѓутоа ќе има доволно време да се поднесат амандмани, да се разговара за сите тие амандмани поединечно и на крајот на денот да се стави на гласање ова законско решение. Измените на законот за влада, со кој е предвидена техничката влада, е решение од Пржинскиот договор во 2015 година, а кој беше со важност само за изборите во 2016, односно оние кои беа организирани по политичката криза. Со него се предвидува 100 дена пред изборите да се формира техничка влада, во која во одредени министерства влегуваат кадри од опозицијата со цел да се обезбедат фер и демократски избори.